Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу. А вие денеска ќе гледате едно многу интересно пилешко парче месо кое ќе го преработам во комбинација со пилешки батак и ќе го искомбинирам со блитва и со морков. Едноставно јадење кое верувам дека на сите ќе ви се допадне. Бидете со нас затоа што веднаш почнуваме. Денес подготвуваме јадење кое игра со текстури, бои и слоеви. Пилешки ролат во две нијанси, спој на нежни гради и сочни батаци, обвиени во сопствената кожа која при печењето создава совршена крцкавост. Внатре, внимателно избалансирани вкусови од магдонос, лук и природната сочност на месото, а одстрана мешан гарнир во живописни бои и елегантен сос со бело вино и цитрусни ноти. Ова е едно од оние јадења што изгледаат едноставно, а носат вистински спектакл на чинијата. Драги мои, денеска, како што кажав, ќе направам пилешки ролат во две бои на многу посебен начин. Ќе употребам пилешки гради, или народно кажано стек, и пилешки обескостени батаци, од кои ќе извадам кожата, месото добро ќе го изблендирам со малце магдонос и со малце лук за да дадеме дополнителен шмек и ќе видиме сега, ќе видите што све ќе направам. Меѓутоа, ајде да почнеме од почетокот. Многу интересно јадење кое заслужува многу внимание, а секогаш и со внимание треба да го правиме. Извадете го месото или кожата од месото од батаците, меѓутоа не ја фрлајте за тоа што ќе ни треба. Таа е всушност и главната звезда на ова јадење, ќе видите и зошто. Сега полека ќе го исецкам месото, ете така, и ќе го ставам во садот, каде што ќе го изблендирам. Истата постапка и со другиот батак. Извадете внимателно кожата, меѓутоа внимавајте да не се скине. Месото од пилешкиот батак отсекогаш носи подлабок, побогат вкус од градите. Кога се блендира со лук и свеж магдонос, добиваме фил кој е сочен, миризлив и идеален за да му даде карактер на целиот ролат. Пилешкото месо во Македонија или на Балканот, а да не кажам и во целиот свет, навистина многу се почитува и многу е користено. Не само за тоа што нема многу маснотија, него за тоа што е лесно, едноставно и секогаш многу брзо се спрема. Со внимателно лизгање под површината, кожата се одвојува цела, совршена за да го обвитка ролатот. Овој едноставен чекор ќе ни донесе златна, крцкава кора, што е заштитен знак на ова јадење. Додадеме магдонос, кој многу ситно ќе го исецкам и ќе го додадам во месото. Земам едно чешне лук, многу малце само, како што кажав преска, да дадеме еден дополнителен шмек. Ете така. Зачинуваме со сол и зачинуваме со црн пипер. Отлично. И сега полека со блендерот гледате колку едноставно се обработува, тоа се меле месото. Потребни ви се неколку минути за целото ова пилешко месо да стане едно. Пилешкото месо е веќе сомелено онолку колку што треба. Ајде прво да видиме, да ги расшириме кожичките, да видиме која големина се и да знаеме како да постапиме добро. Отлично. Две пилешки парчиња од градите. Од внатре ќе го извадите инер филето, да бидат рамни, мазни, за да можат убаво да стојат. Прво ќе ги посолиме, да не заборавам. Ете така, од двете страни. Ќе им додадеме малце бибер. Ете така. И сега ќе земете од месото,
месото го нанесуваме на целите пилешки гради. Оформете го како да е подеднаков, идентичен дел, меѓутоа одозгора. Светло и темно, јинг и јанг на порција. Врз белото месо од пилешките гради се нанесува дебел слој од темниот мелен батак. Секоја лажица додава сочност и длабочина. Два вида месо кои меѓусебно се надополнуваат во совршен баланс. Сега едно по едно ќе ви покажам што да правите. Од месото на батокот содржа мали бели жилички што ќе ги видите откако ќе го сомелете месото. Тие едноставно тргнете ги. Откако ќе го нанесеме меленото месо, со помош на шпатула или на ноже ќе го измазниме целиот дел од озгора. Погледнете. Одлично. Стегнете убаво, со помош на вода можете многу добро да го измазните со цел да го оформите. Истото направете го и со другиот дел од месото. Сега земете по една кожичка и убаво ставете ја врз месото. Сега го направивме пилешки гради со кожа од озгора. И сега замислете ова кога ќе го ставиме да се потпече на убава температура. Ќе биде идеално. Јас кажувам дека е ролатче, затоа што кога ќе го пресечеме ќе видите како убаво изгледа, а за вкусот не сакам ни да разговараме затоа што сите ние го познаваме вкусот на пилешкото месо. Сега ќе ги оставам вака малце во фрижидер, едно 20 на минути, а потоа ќе ги извадам и полека ќе почнам термички да ги обработувам. 20 минути поминаа, сега ќе го извадам месото од фрижидер. Погледнете го, драги мои. Идеално направено. Сега ќе земам соја сос, ќе додадам малце балзамиран оцет од нашите пријатели. Витаминка. Убаво ќе го соединам, соја сосот и балзамираниот крем и многу нежно ќе ги премачкам пилешките гради или ролатот од пилешки гради, затоа што е во две бои. Истото ова можете да го замотате и во најлонска фолија или пак во пергамент хартија и да го испечете на тој начин. Меѓутоа прво ќе треба да го обарите во вода за да се стегне малце кожата, а потоа да го допечете за да добие убава боја. Ајде сега да го ставиме 220, 16 минути ќе бидат сосема доволни, драги мои, а јас за тоа време ќе го направам сосот и ќе го спремам зеленчукот. Затоа што зеленчукот овој пат, како што е морковот и црвената пиперка, ги ставив на тивко да се испечат на 100 степени околу 2 часа. За пиперката требаше помалце, меѓутоа морковите полека убаво си се испекоа и сега структурата е одлична. Меѓутоа, ајде прво да го направиме сосот. Што треба да направиме? Треба прво да додадеме бело вино, да си крчка, меѓутоа во ова вино денеска ќе додадам свеж сок од портокал, кој ќе даде една мала идеална свежина, која навистина многу добро ќе дојде со пилешкото месо. Исцедете го убаво портокалот. Белото вино и сокот од портокал ја градат основата на сос со благ цитрус и неодоллива кремавост. Така, извадете ги семките. Овде ставив вода да се загрее, затоа што тука ќе ја ставам блитвата малку да ја обарам, а потоа, од кога ќе ја обарам, ќе ја ставам да се испржи на малце путер. Сол и бибер, ништо повеќе, вкусот ќе биде идеален. Сосот убаво си крчка, тавчето го ставив да се загрее и сега што ќе направиме? Ќе ги исечеме горните делови од дршките.
блитвата е навистина многу почитувана во гастрономијата. Од незе не само што можеме да направиме убав гарнир, него кај нас на Балканот каква пита се прави од блитва или од штавељ. Навистина, нашата традиција е многу добра во однос на овие убави зелени билки или растенија како што е блитва и спанаќ или штавељ, што верувајте дека во сечив дом, кога е нивната сезона, ги има во изобилие, затоа што пред се многу здрави за нашиот организам. Во тавчето, кое веќе е загреано, ќе додадеме путер да се растопи и во него ќе ги додадам прво доматите. Убаво да се испржат. Што значи убаво да се испржат? Треба да ги пржиме до оној момент додека не пукне кората. Тогаш ќе го задржиме и обликот и нивната цврстина, а вкусот ќе биде појак за тоа што нели термички ги обработуваме. Ќе ставиме и неколку чешњиња лук. Сето тоа полека ќе го динстаме и ќе ги ставиме во садот да отстојат некоја минутка да омекнат уште повеќе. За тоа време ќе го исечам морковот кој претходно го печев. Погледнете структурата колку е добра. Одлично ми се допаѓа. Ќе го исечеме на поголеми парчиња. Доматите само што не им пукнала кората, што е многу добро. За тоа време ќе земам пиперката и ќе ја излупам. И секако ќе ја ичистам од семките. Блитвата ќе ја ставам да се обари. Доматите се готови. Шери доматите пукаат под топлината, пуштаат сладка свежина, а лукот во путерот додава мирис кој го подигнува целиот гарнир. Сега ќе им додадеме малце сол и ќе ги оставиме тука. За тоа време ќе ставиме пиперката да се испржи малце, да го ставам и другиот морков, да добие уште побава боја. И сега ќе одам да го земам пилешкото, затоа што е готово. Оу, браво! Одлично! Погледнете, драги мои. И сега, што велат? Дека треба да го оставиме онолку време колку што се печело да здивне месото. За тоа време, јас ќе исечам и малце цвекло и ќе го ставам тука да се испржи исто така на путерот. Одлично. Додадам малце сол. Во ароматичниот путер од доматите се пржат печени моркови и цвекло, а бланшираната блитва додава зелена свежина. Гарнирот станува вистинска палета на бои. Сега ќе исецкам малце пиперка халапењо. Многу препознаена во светот на гастрономијата за тоа што има многу тенка кора, дебело месо. Има една посебна блажина која дава и за тоа е идеална. Меѓутоа, внимавајте, содржи 2 типа на капсаицин кои знаат да предизвикаат и грчеви во вашиот стомак. Меѓутоа, тоа е здраво за тоа што сето онаа храна која е заостаната во желудникот може да ја исфрли надвор, нели? Ете така, ова е готово. Сега ќе го ставам во садот кај што се доматите и веднаш во путерот ќе ја додадам и блитвата. Одлично. Супер. Ќе поклопам повторно со капакот. Прво ќе ја ставам блитвата. Убаво вака ќе ја исцедам. Одлично. И ставете ја нека се запржи, меѓутоа веднаш зачинете ја со сол. Халапењото ќе го исецкаме на крухчиња и многу малце ќе го запржиме само колку да омекне и да го даде тој пикантен вкус што всушност го има.
сосот. Сосот ни е скоро готов, редуциран. Сега што ќе направам? Во малку нишесте ќе додадам вода, убаво ќе го соединам, ете така, и ќе го додадам во сосот кој на тивко си редуцира. Ќе промешам добро и ќе оставам да се згусне. А откако ќе се згусне, во него ќе додадам путер да добие еден убав млечен вкус, меѓутоа секако сјај и густина. Блитвата е одлична. Имаме и млади лукчиња кои тивко и полека си се пржат во путерот. И еве ја сега. Блитвата е скоро готова. Јас за сосот ќе исецкам малце свеж копар, многу почитуван зачин, посебно за лесни меса како што се пилешкото и рибата. Одлично. Ќе го додадам. Супер. Супер, баш како што сакав. Исто така и блитвата е готова. Сосот ќе го исклучам од оган, во него ќе додадам ладни коцки путер. Така, браво, супер. И полека ќе мешам, додека путерот не се растопи. Блитвата ја оставив малце во тавчето за дополнително да се допржи. Меѓутоа, она не смее никогаш да изгори, затоа што тогаш ќе горчи и ништо не сме направиле за жал. Сосот е готов, драги мои, во него само ќе додадам малце снегулки од чили, буковец, народно кажано, да добие малце црвенка структура и малце вкус. Го зимаме, парчето месо, многу внимателно. Оф, погледнете го. Ќе го ставиме. Ќе го исечеме надолжно. Одлично, одлично. Ќе земеме едно парче месо и ќе го оставиме во чинијата. Веднаш потоа ќе ја земам блитвата и ќе ја додадам до него заедно со лутите пиперчиња. Ете така. Лутите пиперчиња ќе ги додадам од озгора. Така. Додадеме од морковите, цвеклото, црвената пиперка и неколку испржени шери домати. Се редат живописните зеленчуци, па внимателно се поставува ролатот, исечен во прецизни парчиња, за да се видат двата слоја месо. Од озгора се полева нежниот сос, а чинијата добива елегантен, ресторански изглед, но со вкус на домашно готвење. Едвај чекав да пробам од месото. Погледнете. Како што спомнав, можете да го направите вака или да го завиткате во ролат, во хартија за печење или пергамент хартија и најлонска фолија. Да го обарите малце, потоа да го одвиткате и да го подпечете во рерна да добие ваква убава боја. Сега, правилото вели дека месото секогаш оди со сос, затоа јас сега и ќе го пробам со сосот што го направив, да видам дали киселоста на виното и на портокалот добро се совпаѓаат со вкусот на месото. Меко како памук. Направете и уживајте. Нашиот ролат е готов, совршено печен, со контраст меѓу карцкавата кожа и сочните два слоја пилешко месо. Гарнирот дава свежина, боја и длабочина, а нежниот сос со вино и портокал ги врзува сите вкусови во една целина. Ова јадење покажува дека и од едноставни намирници може да се добие хармонија што изгледа професионално, а сепак со домашен вкус. Вистинско задоволство за сите сетила.
Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие денеска ќе гледате едно многу интересно пилешко парче месо кое ќе го преработам во комбинација со пилешки батак и ќе го искомбинирам со блитва и со морков. Едноставно јадење кое верувам дека на сите ќе ви се допадне. Бидете со нас затоа што веднаш почуваме. Денес подготвуваме